Подршка за Кобане од турските студенти во Штип. Стотина студенти од Штипскиот универзитет денес гласно го искажаа своето незадоволство од продорот на исламистите во сирискиот град Кобане, кој се наоѓа на самата граница со Турција. Денес е 27-миот ден од отпорот во Кобане. Ова не се случува само во курдите. Тука станува збор за целиот народ кој живее таму. Турците, араби, езиди и така натаму. Причината поради која сме овде денес е да им одадеме почит на сите починати граници. Сакаме да обратиме повеќе внимание за да и светските медиуми стават акцент на ова случување. Според овие млади луѓе, активистите на ИСИС даваат погрешна слика за муслиманите и не се во согласност со вистинските учења за исламот. Буди Раниш садржа терористската група позната како ИШИД дава лоша слика кога е во прашање и исламот, кој воопшто не е точно. Секој ден умират илјадици деневни луѓе. За тоа време е турците да целиот свет да ја преземе нешто и да каже стоп на овие случување. Кобане, Кузеј Курдистан, Туркија. Сунитските милитанти во средата навлегоа во два кварта во Кобане, а веќе се зборува и дека повеќе од 1/3 од градот е во рацете на исламистите. Секој понатамошен пробив на ИСИС во Кобане и негово евентуално заземање може да значи и опасност од контрола на джихадистите врз границата со Турција. Според сириските курди, кои се доминантно население во Кобане, падот на овој град може да значи почеток на Трета светска војна. Властите во Анкара се под постојан притисок за преземање операции за помош на сириските курди, а турската армија стационирала тенкови на границата со Сирија. Штипските студенти од Турција, кои денес за прв пат јавно ја дадоа својата подршка за населението во Кобане, најавија слични активности и за наредната недела.